Благодарам, почитувано председателе. Најверојатно во пауза, помеѓу боледувањето, обвинителот се појави на Комисијата за финансирање и буџет, кога почна општата расправа. И замислете да побара повеќе пари за обвинителството, обвинувајќи дека доколку не се обезбедат средствата кои што тој смета дека треба да му бидат обезбедени, не можеле да прикажат резултати. Па потоа седнавме со министерката и видовме дека во овие 34 години, оваа година има рекордно обезбедени средства. Значи не само што не му недостасува, туку има повеќе. Но ете, взево веројатно пауза од боледувањето, јас му посакувам добро здравје. Не сум правник по вокација, но мислам дека ова кое што вие го кажавте сето на говорницата може да се третира како допрен глас, но најверојатно нема, бидејќи по очекувањата, веројатно здравствената состојба или проблем ќе се префрли од стомакот до ушите, па веројатно и ова се што го кажавте, човекот додека е таму или тие кои што ги третираат овие проблеми нема да земат некој акт во насока на расчистување на овие дела. Јас имам уште едно дополнително прашање. Во изминатиот период, особено во претходниве 7 години, во градот Скопје и во државата владеа наркокартели и наркобанди, кои што многу често добиваа заштита и од тогашниот премиер на владата, но и од долгогодишниот прв човек во МВР, кој што сега не е тука. Веројатно затоа што очекува овакви прашања и неретко се случува да едни браќа на високи позиции од Источна Македонија со еден нивни послушник во специјалните единици и тие таму кои што сега министерот Тошковски минатиот пат одговори на прашање заради тоа што наплаќале рабуш, беа избркани од работа и наплаќаа за таквите услуги. Па конкретното дополнително прашање веќе кога сме на тема криминал е дали се работи на тој план и кога граѓаните на Македонија може да очекуваат конечна пресметка со ваквите наркокартели. Благодарам.